56 дена како граѓаните на Република Македонија го изразуваат својот револт поради обидот директно да се удри по темелите на македонската држава. Граѓаните 56 дена преку протести и разни други активности јасно и гласно кажуваат не за тиранската платформа. Денеска во Скопје со пораката да ја зачуваме нашата земја во име на заветот на нашите предци се одржа поетско читање и изложба на ракотворби. На настанот се обрати Елена Мисиркова која порача дека иницијативата која повеќе од 55 дена е активна и чекори по улиците на Македонија во одбрана на унитарноста на државата, ќе остане на своите постулати и понатаму и нема да дозволи двојазичност на територијата на Република Македонија. Мојот основен постулат е и останува се македонско, се граѓанско обединување во реализирање на општиот виш интерес со кој што ние мора да ја зачуваме нашата земја во име на заветот од нашите предци. На последниот протестен марш организаторите објавија народен документ во кој се нагласува дека граѓаните имаат решение за кризата во која се наоѓа Македонија, а тоа е излегување на избори на кој ќе се каже јасно дали народот е за или против прифаќање туги платформи. Велат дека имаат подготвено тактички план за реализација на нивното барање, но деталите не ги соопштуваат. Категорични се убедени дека нивното барање за предвремени избори ќе се реализира, а до тогаш остануваат на улиците. Протестните маршеви на повеќе од 40 локации во земјата продолжуваат и утре, а поддршка за граѓанската иницијатива секојдневно стигнува и од македонци кои живеат низ светот. Поддршка пристигна и од Сиднеј каде се одржа најголемиот протест надвор од нашата земја. Повеќе од 5000 македонци се собраа во строгиот центар на Сиднеј, каде јасно и гласно кажаа дека сакаат да го заштитат суверенитетот и унитарниот карактер на својата татковина.